како што веќе најавивме, гостин во нашето студио е Дарко Каевски. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден. Директор на Агенцијата за млади и спорт. Веројатно име че денеска најмногу се споменува, имавте и пресконференција и многу галама се дигна околу ова збирка за која верувам дека до вчера не ни знаевме дека воопшто постои. Добар ден и од мене. Најпрви дозволете ми од моје лично име и од име на Агенција за млади и спорт да ви се заблагодарам за поканата и секако да ве поздравам и да ви посакам како нов медиум уште многу успешна работа, долга работа со многу успешни истории. Ви благодариме. Ние не ти посакуваме уште многу вакви книги за кои се потпишуваш како уредник. Иако е првенче. Книгите, во ниеден момент од тие книги нема да видите нешто каде што јас како директор сум потпишан. Напротив, јас како директор, уредник. Јас како директор на Агенција за млади и спорт сум потпишан на начинот и чекорите во цела оваа постапка. Како станавте вие уредник на збирка поезија? Јас лично ќе упатам, прво ќе пратам апел и ќе поднесам барање до издавачката куќа, која што ме напишала мене како уредник, врз основа на што јас како директор сум уредник и врз основа на што јас стојам, моето име и презиме стои таму. Доколку нема адекватни и вистински документи и одговори, ќе ги искористам сите мои расположени. А не знаевте дека сте уредник на книгата? Јас не треба да стојам како уредник на книгата. Ние како Агенција за млади и спорт поднесуваме финансиски. Ја имавте прочитано претходно? Ја немав прочитано. Како тоа? Значи некој ви го злоупотребил името, ве потпишал како уредник на книга која што не сте ја виделе? Јас ќе ви ја кажам целата постапка како течеше. Постапката е со поднесување одлука од страна на Агенција за млади и спорт за конкретниот проект кој што е 4-та година поред тече. Потоа ние како Агенција за млади и спорт заеднички со широката јавност одбравме трочлена комисија од истакнати поети да биде комисија која што ќе ги евалуира песните. Доколку јас се сметав за кадарен и стручен по тоа прашање дека можам да ги читам песните и да одберам која е најдобра песна, јас немаше да пристапиме кон тогаш некој го злоупотребил вашиот идентитет, ќе покренете кривична пријава, да речеме? Сите расположливи инструменти да ја откриеме вистината и да ги... Да, постапката. Вие пред вас имате официјални документи во кои што се кажува што е работа на комисијата, така, докаде се нивните ингеренции. Вие во прилогот можете да слушнете дека еден од членовите на комисијата вели како нивна задача била да ги одберат песните, односно да ги одберат трите најдобри, ако не се лажам? Така. Понатаму? Јас во теков на денов, утрото имав телефонски разговор со претседателот на комисијата, каде што разговаравме каде е настаната грешката. Јас уште од самиот почеток строго се оградив од таков вид говор на омраза и дискриминација. Сметам дека тој недоличен текст не треба да биде во дел од збиркава и требал да биде отстранет. Постојат неколку филтри кои што требале да го отстранат тој текст, но тоа не се случило. Јас во моите документи имам решение за именување за формирање на стручната комисија, каде што во 5 членови се објаснуваат правата и обврските кои што ги имаат членовите на таа комисија. Тие се согласиле за сето тоа, јас како директор сум изготвил решение кое што било дадено на сите 3 члена од комисијата. Што е нивната работа? Еве да разјасниме. Една од работите за кои што е можеби главна, што ќе кажеме, тоа што го навел претседателот на комисијата, но исто така постои во член 3 во вториот дел, ќе цитирам, ќе изврши селекција на пристигнатите творби за збирката Млади поети и ќе изготви писмен извештај до директорот на Агенција за млади и спорт. По член 4 стои членовите на стручната комисија од точка 1 на ова решение се должни работата да извршуваат совесно, стручно и непристрасно, како и согласно позитивните законски прописи на Република Македонија. Што значи имаат конкретно јасни одговорности и обврски што треба да ги превземат како комисија. Бевте ли денес во комуникација со некој од членовите на комисијата? Да, стапивме во комуникација со претседателот и со членката на комисијата да установиме, да видиме, да лоцираме каде е грешката. Во теков на оваа недела ќе превземеме соодветни чекори и ќе ги превземеме сите активности што се во ингеренција на Агенција за млади и спорт, се со цел што е можно побрзо да се расветли целиот овој случај и процес. Кажете ми дали тоа значи дека овие работи кои ни ги прочитавте, а кои се дел од закон,
ги признаваат како свој пропуст или останавте да разговарате допрва да видите чиј е пропустот? Меѓу вас и нив се јас се консултирав и со мојот правен тим, каде што допрва ќе се установи целиот процес како течел, допрва и зашто во оваа збирка од проектот Млади поети стои уредник јас како директор Дарко Каевски, а во претходните 3 изданија не стои дека е Агенцијата за млади спорт, не стои дека е директорот, што значи дополнително ни дава простор да истражуваме и да видиме каде е направен пропуст. Кој стои во претходните изданија како уредник? Некој од комисијата или не постои уредник? Конкретно ова за сега не знам за точно која година е, 2014 година, тоа е првото издание. Издава Европа 92 Кочани за издавачот Владко Димитровски. Компјутерска подготовка и печат Европа 92 Кочани. Така, значи уредник не постои како... освен песните кои што се нашле во збирката по некое чудо, денеска социјалните мрежи, интернетот врие и со тоа колку се песните подпишани од еден човек кој што јавно се огради и кажа дека некој го злоупотребил неговото име, па и тој што злоупотребил, колку што видовме, и се обратил на јавноста и кажува јавно, да, јас му најавив на извесен Даниел дека ќе го злоупотребам неговото име затоа што мојата возраст не е по критериум за издавање на песна во книгата, бидејќи имало повеќе од 40 години. Дали ќе навлегувате и во тие лавиринти? Секој што на некој начин ги прекршил правилата, односно законите, Република Македонија ќе треба да сноси соодветна одговорност, вклучително и јас како директор, вклучително и секторот кој што е носител на овој проект. Што е со вашата одговорност за која денеска многу се зборува? Се повикувате на оставка, ве повикуваат да дадете оставка, бидејќи овие две песни кои што рековме повикуваат и на дискриминација и на сексизам и така натаму. Јас посочив дека чувствувам голема морална одговорност, но уште поголема професионална одговорност. Да го расветлиме случајот, да видиме, да го лоцираме виновникот за овој пропуст, без разлика дали е намерен или ненамерен. Мора да постои одговорност, но секако не единствено централистичка одговорност. Мора секој што направил грешка во текот на своето функционирање и работење да сноси соодветни последици. Со ова што јас, доколку денеска, дадам одставка од функцијата директор на Агенција за млади и спорт, ќе ги амнестираме сите други кои што се во постапката и јас ќе ја сносам вината. Што не значи дека се во ова што ќе се случува ќе ме изостави мене од целата вина. Дарко, прашањето клучно можеби е. Води ли некој контрола како се трошат државните пари? Водиме контрола и како водиме контрола. Зашто ги трошите? За вакви збирки кои што имаме дискриминација, сексизам, говор на омраза? За прв пат од овие 4 години со оваа збирка... Што потикнувате со вакви збирки, ме интересира? Потрошивме премногу малку средства за разлика од претходните години. Со ова ги потикнуваме младите уметнички да творат и да се воздигнуваат. Со ова збирка ги надвор од овие 44 поеми, јас ги слушав прво 3 наградените и тоа се прекрасни поеми и ги поддржувам и ги потикнувам младите и понатаму да творат. Особено оние прво 3 наградени за кои што добија соодветен надомест од Агенцијата за млади и спорт. Кој ќе ги врати парите за оваа збирка? Ќе барате да се вратат парите во буџет? Секако дека ќе бараме да се вратат. 5000 примероци ги публикувате, така? Дел 5000 примероци се издадени, дел се пуштени, дел успеавме да ги стопираме, се со цел да не нанесеме дополнителна штета, што значи дека кога ќе го лоцираме виновникот, јас како директор на Агенција за млади и спорт ќе барам да се вратат средствата кои што се потрошени. Ја плативте комисијата со државни пари исто? Ќе барате одговорност низ, ќе ги вратат парите? Секако дека ќе бараме одговорност и секако дека ќе треба да ги вратат средствата во буџетот на РМ. Вие ќе дадете оставка конечно или нема да дадете оставка? Јас ви кажав, чувствувам морална одговорност. Ама ништо не значи, од морална одговорност изминатите 11 години јавноста се презасити. Ако се установи дека јас дали конечно ќе имаме пракса на вистинска реална одговорност и сносење вина? Со тоа што доаѓам тука во емисија, со тоа што излегов на пресконференција ви покажува колку е мојата работа транспарентна, честна и отчетна. Требаше да дојдете со оставката тука во студиото за да покажете колку. Јас стојам позади сите мои одлуки, позади сите мои проекти што ги преземав како Агенција за млади и спорт. Доколку се установи дека реален
виновник за целиот овој процес сум јас како Дарко Каевски, секако дека кога ќе се установи тоа? Ајде да чекаме. Во теков на оваа недела ќе излеземе со сериозни докази што се случува и ќе го лоцираме виновникот. Најлесно е да се бара оставка од самиот почеток без при тоа да се согледаат сите факти и сите Ама не може да немате вина ако сте подпишани како уредник. Значи не може да барате вина во друг. Еве ги сите документи што јас сум подпишан како директор на Агенција за млади и спорт ви стојат тука на располагање. Погледнете каде јас сум подпишал дека јас како директор на Агенција за млади и спорт стојам позади тие. Напротив, тука се подпишани решението од моја страна за именување на членовите на комисија, потоа одлука за распишување на тендерска документација за една од фирмите да добие, нели, најниска, најповолниот понудувач. И се тоа практично е небитно кога на крајот излегува книгата во која што вие сте подпишани како уредник, а таа содржи говорна обврска. Тоа дополнително ќе се истражува дали и како требало, кој требало да стои уредник, дали требало како овие книги да се има кој треба да ја сноси одговорноста и кој е конкретно. На крајот од денот се едно е дали ве има како уредник. Затоа што вие сте телевизија која што за уредникот во вашата телевизија се подпишува дополнително решение со права и обврски што ги сноси за целата ваша уредничка политика. Така и во Агенцијата за млади и спорт. Нашиот уредник сноси одговорност за секоја информација што се пренесува тука. Да, али сноси затоа што он ја креира, ја прегледува и на некој начин ја одобрува цела оваа програма. А вие ако сте неискусен па дозволувате некој да ве изманипулира, не е проблемот зашто не ја напуштите функцијата? Не е проблемот за неискусен или искусен. Што ако се случи повторно ваков кикс во иднина? Не е проблемот за искусен или неискусен, проблемот е во тоа што јас како директор немам увид, јас не сум тој што го одобрува содржината на овој проект. Овој проект како проект е од претходните години и на ист начин се спроведува и оваа година. И вие само се подпишавте како уредник и тоа? Не сум подпишан, повторно навлагате во некоја да наметнете дека јас сум подпишан како уредник. А не наметнувам, стои вашето име, значи. Тоа што стои дополнително ќе се истражува и ќе се следи соодветни санкции доколку е злоупотребено тоа што моето име е наодредено, јас можам вашето име тука да го пишам и да ви посочувам дека вие сте виновни. А дали вашето име е вистински? Во тој случај јас веднаш ќе излезев, ќе поднесов кривична пријава. Поднесовте кривична пријава за? Не ќе поднесеме, дали поднесовте во текот на денот? Јас сакам да ги се разгледаат сите факти, бидејќи ова е комплексна работа, не е да се избрза. Ви кажав, до крајот на оваа недела, до крајот фактички на неделата што предстои, ќе имаме соодветни санкции, соодветно образложение за сето тоа што се случило. Секако со кривични пријави кон луѓето што злоупотребиле својата службена должност. Така да најлесно е да седиме тука и да се обвинуваме и да кажеме јас ќе дојдам со документ каде што вашето име ќе го ставам исто како што е моето. Што ќе направам во таков случај? Така е, истото следи. Можете да го направите истото сега? Ќе следи, секако дека ќе следи. Сега во моментот да речем. Секако дека ќе следи. Заеднички со мојот правен тим ги разгледуваме сите околности и сето она што треба да го преземеме и ќе го превземеме. Значи добро. Не сте способни за преземање одговорност веднаш, добро? Имавте ден, претпоставам на тоа алудира колегата Кико, наместо цел ден да се извинувате, да дадете оставка. Така јас го разбрав него. Апсолутно. Не се, на вас останува вистински да го истражите случајот до крај, да ги лоцирате виновниците и секако студио 1 останува отворено за ваша разрешницата, да речеме, на овој случај, доколку има потреба, можете да дојдете и заедно со членовите на комисијата и да поразговараме уште еднаш. Јас ви стојам на располагање целосно и ве уверувам дека до крајот на неделата ќе имаме соодветен записник од сето она што се случило и кој е злоупотребил својата службена должност, така да ние сме институција и не можеме да функционираме како физичко лице, односно одма да поднесеме кривична пријава, при тоа мора да ги собереме сите факти, сите документи кои што ги поседуваме и при тоа да постапиме. Првенствено што ќе направиме, ќе поднесеме барање до издавачката куќа. Зашто стои моето име како уредник на ова дело и зашто е напишано, врз основа на што го напишале. Така да ќе присобереме соодветни докази и материјали за подоцна да излеземе со соодветни акции, со соодветно делување. Да, вие како физичко лице тоа ќе го направите, и јас како физичко лице истото ќе го направам, но не и како директор, бидејќи јас застапувам цела една институција, државна институција и за таа институција. Вие сте практично не само представник на државна институција, туку представник на целата власт, која што се заложуваше за Благодарам, така. Тоа значи дека власта се заложуваше за транспарентност, за наменско трошење на државни пари, за не поддржување на дискриминација,
Сексизам, говор на омраза. Она што сега вие сосема спротивно го направите. Пред да заминете, јас би ве прашал исто. Зошто дозволивте скандалозен избор на председател на Кошаркарската федерација, реизбор на председателот на Кошаркарската федерација на Македонија? Пред да преминеме на тоа прашање, сакам, бидејќи ме прекинавте, сакам да се дообразложам со ова што гостувам јас тука, со тоа што имав пресконференција, со тоа што соодветно одговорив преку мојот Facebook профил. Одговорност. Јас најавив дека транспарентно, отчетно и одговорно ќе работам на мојата функција. Со тоа што јас можам одговорно да тврдам тука пред вас во емисијата и пред сите граѓани на Република Македонија дека точно знаеме зашто е потрошен секој денар од буџетската каса, односно парите на граѓаните. Дека не сте знаеле за книгава, дека сте уредника, пред малку рековте, сега велите дека знаете за секој денар потрошен. Овде 150.000 денари сте потрошили. 150.000 денара ние сме поддржувач на овој проект што произлегува Одговорете ми на последното прашање. Млади спорт, а не од тоа што ние како агенција за млади, како за агенција, јас сум уредник на оваа книга. Ние го поддрживме процесот и имаме јавна документација која што е на јавен увид и секако од Законот за информација од слободен карактер може да побарате, ќе ви издадеме сето она што јас како директор сум се потпишал и сето она што ние го имаме издадено во писмен текст како агенција за млади спорт и стоиме позади тоа. Јас можам отчетно и одговорно да тврдам за секој денар што сме го потрошиле, каде сме го потрошиле. За тоа одговарам и за сите проекти што сме ги направиле. На следната недела кога ќе ви заврши истрагата, кој ќе поднесе и дали вие ќе поднесете оставка, одговорите на последното прашање. Зошто дозволивте скандалозен реизбор на председател на Кошаркарска федерација? Агенцијата за млади и спорт работи врз основа на законитоста. Законитоста ги утврдува и ги согледува законитостите на конкретно Законот за спорт, дали е прекршен во однос на работата на Кошаркарската федерација. Врз основа на тоа до нас е доставено е конкретно барање од страна на Кошаркарскиот клуб Бадел за сето она што се случувало. Ние заеднички со дел од представниците на Кошаркарскиот клуб Бадел правиме соодветен заклучок дали е прекршен законитоста врз основа на Законот за спорт. Ние како агенција за млади и спорт ниту се мешаме, ниту треба да се мешаме во изборот на председател на било која федерација. Односно на секоја федерација највисок орган е собранието каде што по пат на гласање одлучуваат со просто мнозинство кој На Умовски ја крева кошарката на задоволително ниво? Тоа е нешто што дополнително треба да се дискутира. Може би ја крева, може би не, но тоа е нешто што резултатите што велат? Резултатите едно е да изгубивме од Косово, така? Тоа е реалната и фактичката состојба во кошарката што се случува. На Умовски ниту Владо, ниту Петар, ниту било кој друг што треба да биде, не може да измисли топла вода и да измисли нов кошаркар кој што ќе на некој начин ќе придонесе за победа кон Косово. Единствено нешто што треба да прави е вложување во младинските категории, силна поддршка на младинската кошарка во Република Македонија. Само така можеме да дојдеме до врвен резултат. Јас ниту го правдам Петар Наумовски, ниту го бранам, ниту го напаѓам. Единствено ние ќе согледаме законитоста во целиот тој процес. А за успесите и за моите придобивки од она што јас го правам како директор на Агенција за млади и спорт, односно конкретно за сите проекти кои што ние ги правиме, ќе се цени и ќе се мери после одреден број на години. Очекуваме на крајот на неделата за исходот од вашата истрага и за тоа дали ќе сносите одговорност и за овој и за сите минати ваши чекори. Секако јас ви стоам на располагање секогаш кога ќе ме повикате, дури и вака кога сте. Но ви очекуваме со конкретен исход од истрагата, да. Ви благодарам многу.